Ве поздравувам, почитувани! Повод за денешната пресконференција е промовирање на проектот на Единствена Македонија, насловен како Родов имот. Веднаш да кажам дека суштината на проектот е следнава. На секое семејство во Република Македонија кое има таква желба, бесплатно да му се додели 1 хектар земја за доживотно користење, со право за предавање во наследство. Значи, на територијата на државата ќе се оформуваат населби по принципот хектар земја. На просторот од 1 хектар или 10.000 метри квадратни може да се оформи независен и самоодржлив жив организам. Територијата на Македонија е 2,5 милиони хектари. За да ја заштитиме и подобро да ја управуваме нашата територија, ќе одвоиме 100.000 хектари земја и ќе ги поделиме на 90.000 семејства. Идејата е да се создадат населби од нов тип, кои ќе бидат спој на најдоброто од градот и од селото. Населбите може да бидат со големина од 100 хектари, на кои ќе се населуваат по 90 семејства. На слободните површини помеѓу хектарите ќе се изградат училишта, болници, трговски центри и останати градби од јавен карактер. На родовите имоти ќе се изградат и работилници од најразличен вид. Државата ќе го субвенционира секој хектар со изградба на куќа, поставување на соларни панели, довод на вода, засадување на растенија и започнување на сопствен мал бизнис. На родовиот имот човекот ќе ужива, човекот ќе твори, со што ќе оствари смислата на своето постоење. Секој човек со помош на родовиот имот може да обезбеди богат живот за себе и за своите потомци. На секое семејство ќе му биде дадена можноста самостојно да си го обезбеди безгрижното живење. Секое семејство пред добивањето на родовиот имот ќе даде свечена изјава со следнава содржина. Јас создавам родова населба, во која се собираат членовите на мојот род, оние кои што живееле во минатото и тие што ќе живеат во иднината. Јас ќе ја чувам и ќе ја облагородам оваа земја, и моите поколенија македонци ќе живеат тука вечно. Со проектот Родов имот, 90.000 семејства ќе бидат трајно згрижени и ќе им бидат обезбедени сите неопходни услови за радосен живот и просперитет. Со оглед на тоа што имотите ќе бидат доделени во трајна собственост со право за предавање во наследство, 90.000 семејства ќе станат стожер на македонската држава и ќе го чуваат македонското име, идентитетот и македонската земја за секогаш. Исто така, ќе дојде до значително подобрување на еколошката состојба. На родовиот имот може да се посадат дрвја од различен вид. Со ова, за многу краток период, на родовите имоти ќе бидат засадени милиони дрвца, а ќе се растеретат и големите загадени градови. Ќе се подобри менталната состојба на народот и ќе се промени свеста. Човештвото со илјадници години се бори со корупција, криминал и сиромаштија. Замислете го семејството кое живее на својот родов имот. Тие имаат свое неотуѓиво пространство, кое во секој миг може да ги задоволи потребите на семејството. Стабилна, чиста и мирна животна средина. Страшните казни и закони се покажаа како неефективни во спречување на криминалот. Кај семејството, кое има својата економска независност, ќе се појават други приоритети. Родовиот имот ќе доведе до подобрување на здравствената и демографската состојба, подобрување на економијата, спортот и културата, намалување на невработеноста. За да се спроведе проектот Родов имот, ќе биде потребно да се изврши попис на населението и ревизија на имотот на приватното и државното земјиште. 100.000 хектари земја можат да се спремат за период од 5 години. Новата легална власт на Единствена Македонија која доаѓа, силно верува дека овој револуционерен проект ќе биде од немерлива корист за народот и државата. Ги најавуваме и следните проекти на Единствена Македонија во периодот што следува. Ви благодарам.